Центарот за социјални работи е една од клучните институции во сите социјални држави, односно држави на благосостојба, и тие институции се впрочем клучни во оној период и оној момент од животот кога ќе ни биде потребна рака за помош и можеме да ја третираме како институција која што нуди прва помош за сите проблеми кои што се од социјален карактер. Затоа преку овој денешен разговор ги охрабруваме сите кои што се соочуваат со некаков тип на проблем да побараат помош во Центарот за социјални работи и секако да ја зголемат својата доверба во институциите кои што се занимаваат со социјалната грижа. Во оваа емисија Мој збор го угостувам директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Скопје, господинот Хамса Амети, и секако за аспектите кои што ги подразбира социјалната работа и социјалната грижа, говорам со социјалната работничка од оваа институција Бети Живадиновиќ. Вие останете со нас во продолжение и дознаете што се може да се побара како помош и како алатка во Центарот за социјална работа и кога е времето да се обратите во оваа институција за помош. Хамса, ви благодарам што прифативте поканата да бидете учесник во емисијата Мој збор. Имено изминатите неколку емисии ми се наметна како прашање и како сугестија една тема која што се однесува на институциите кои што се занимаваат со социјални грижи, и мојот впечаток од непосреден разговор што го водам со моите гости, со многу луѓе, е дека не ја знаат вистинската функција и кога е точниот момент кога треба да се обратат во институциите кои што се занимаваат со социјална грижа. Ми се чини дека центрите за социјална работа се клучните институции во секоја социјална држава или држава на благосостојба, не знам како да ја наречам. Меѓутоа, еве за нашите гледачи и за граѓаните, би сакала малку повеќе во овој разговор да ја представиме работата и функцијата на самата институција на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Скопје, имено со што се занимава и како граѓаните да препознаат кога е вистинскиот момент или за кој проблем е релевантно да се обратат во оваа институција. Кои се тие проблеми кои што може Центарот за социјална работа да ги посредува или да понуди некоја алтернатива или решение? Како прво, фала на поканата. Чест и за мен да сум присутен во вашата емисија. Во врска со прашањето што го поставивте, значи ова е според мене широк поим, почнувајќи од социјалните ризици или правата кога збориме за детска заштита или социјална заштита. Нашиот центар не стои под нив, заради нив, таму само да се одобри состојбата на едно семејство, дали се сиромашни или во која ситуација се ментално, и правата кои што му следат. Значи, они како прво ќе треба да се пријават до нашиот центар, да поднесат барање. После тоа моментот кога ќе иде социјален работник да провери фактичката состојба, ќе се разјасни целата ситуација за семејството. Пример, можда имат семејство имат 2 деца, пример да кажеме возраст 15 години, со што социјалниот работник е должен, да кажам тоа во еден збор, да ја објасни дека на истот му следува и образовен додаток и детски додаток, со што тоа не престанува таму. Можда едно од детето е болно, можда има аутизам или нешто друго, со што центарот ги има и дневните центри, почнувајќи од церебрална парализа, аутизам и слепило. Така да ние не престануваме само таму, но почнувајќи од центарот, го имаме делот и за брак и семејство или семејно наследство, со што имаме доста ситуации и во тој сектор. Значи, ако во некој семејство ќе имаме наследство врз детето или обратното, значи сопруг према сопругата, ќе треба да се пријави кај нас и у полиција, со што тимот ќе постави одма. Затоа имаме во нашата веб страница имаме и броеви кај што може слободно да се пријават странките кај нас. Значи, центарот стои близко граѓаните, чисто да и се одобри ситуација во семејството и да се живеат уште што подобро. Само да се подобри неговата, значи, хармонија во семејството. Кога некој јавно лице ќе стапи на функција, мислам дека секогаш тоа се гледа како една нова надеж
и се смета дека личните карактеристики и способности на вршителот на должноста, во вашиот случај директор, дека ќе донесе некои реформи, некои промени, меѓутоа сепак тоа нели зависи од личната амбиција, визија и мисија за тоа како треба да се уреди и среди една институција. Јас би сакала да знам со каква амбиција вие пристапивте и ја прифативте таа одговорна работа да бидете вршител на должност во Центарот за социјална работа. Значи, што е мисијата и како е мисијата? Значи, која ти е целта? Бидејќи сум од внатре од секторот и сега дојде времето да сум представен како прво институцијата, проблемите не сите ги знаеш, значи има делумно, со што најбитно нешто е да имаме нови вработувања. Зашто тоа го поборуваме? Пошто моментално сме минус 142 вработени. Тоа на нас не значи многу, пошто работените што имаме моментално сега, тоа ни тони многу работата што имаме. А како визија, што е предвидено од наша страна, значи како партија алтернатива во времето на поранишниот директор во годината 2022 и 2023, значи ми сме отвориле нови простори, но само за примопредавање на документите. И сега е додено времето да отвориме токму и подрачни пример во општина Сарај, со што да се послужи за народот од општина Сарај и Ѓорче Петров. Но ова може да биде ако ние ќе добиваме вработување. И во текот на оваа година, значи може да се среди ова. За наредната пак да имаме ново вработување, значи моментално во кој хаос и каде ми стојат вработените во општина Газибова, значи ќе ве замолам и вас и вие, значи да сидите таму да проверите во кои простори се работат социјалните работници. Да не кажам дека сме останати на една страна. Со што со новите вработувања пак и во тој сектор и во тој дел ќе отвориме ново подрачне, но ова не значи дека само со новите подрачни што ќе ги отвориме, значи мојата цел е завршено. Најбитното нешто и за вработените е другото што треба да се смени нашиот статус. Пошто ние имаме често, значи, повици од странки кои што се од семејно наследство, пример, и сега чекаат странките ние одма да сме присутни таму, но ние, значи, ќе мора да присуствуваме со полицаец. Со што да се промени нашиот статус, тоа е пренесено и до министерот и они има исто желба за ова и да се среди триаголник со нашето министерство, со МВР и со јас побарав овој правобранителот, они ми рекоа зошто, а побарав пошто кога имаме такви, пошто по ситуацијава што ќе идеме на терен, после носење на решение, ние добиваме закани. Значи и за тоа нека се, значи имаме институции, имаме МВР, значи нека не стојат они на позадина, нека ни помагат, така да и правобранителот. Зашто правобранителот имате доста правници, имаме правници, но тој не ми е адвокат мене. Значи, и кога ќе се среди тој статус, ние ќе можеме, значи, побарано е да имаме 24 часа значи, полицаец. Зошто? Кога ќе добиваме повик, ние одма утре, значи, во минута да се излезе на терен, а сега многу губиме на времето. Што? Пример 12 часа добиваме повик, ние ќе треба да чекаме за шоферот, да собере тимот, да се собере некој од полицијата, па тек тоа да се одиме на терен. Ова ќе биде многу голема точка, ако ќе успееме да го средиме, а министерот исто така, пошто сум зборил со него и за платите кои што ги имаме ние. Значи, кажано е идејата и визијата што, како да се стигне до тоа, пошто сега со синдикатот пак имаме средба и ќе побараме покачување на платите. И кога збориме за платите, моментално кај нас платите се ниски, наискрено кажано, со што предлагав статусот ова, како се работат во Министерството за образование. Некој наставник, пример, што има 40 часови, значи има поголема плата него од овој што има 20. И кај нас е истото. Пример, работенот во ЦСР Скопје има 100 предмети, а во другите градови секоја чест и задоволство и за нив, но има 20 предмети еден вработен, а кај нас, значи, еден вработен има 100 предмети и са кај најпрвин он да почне. И една многу голема визија да го кажам тоа, во Европа, значи, голем дел од семејствата имаат по еден адвокат. Тоа се платат месечно, пример 10 евра, 50 евра или не знам, карикирам со бројчињата, но што е битно, имаат и социјални работници, зашто тоа да не го имаме и во нашата држава. А за да стигне до ова, ние ќе треба социјалните работници да ги имаме ни сите институции, не само ЦСР Скопје, збориме и за МВР, и за образование, и за здравство. Значи, ние сме, извинива како кажано, но како да сме отстранети. Не, ние служиме на овој народ. Ама некој треба не послуша и
овие што ги имаме во практика, значи што ги зборуваме да ги имаме во практика. Так. Зборувавме и на почетокот во ведното прашање, ајде така да го насловам, дека Центарот за социјални грижи е една од клучните институции. Колку треба да биде одговорноста голема кај луѓето кои што работат. Ми се чини дека тоа е една навистина многу захтевна работа, заради тоа што се занимавате со човечки судбини, одлучувате за човечки судбини. И тоа не е ни малку лесно, особено затоа што сме луѓе и кон сите животни приказни имаме емпатија. Меѓутоа и нашата одлука на некој може да му го смени животот драстично. Како треба да се поставиме во тие ситуации? Со каква етичка одговорност треба да пристапиме кога сме, да речам, дел од тимот или вработен во Центар за социјална работа или во друга институција за социјални грижи? Фала на прашањето токму на тема, зашто токму на тема ќе се вратам наназад со пренешто прашање ќе го поврзам мислите, зашто значи побарано е од министерот исто кога ќе се промени нашиот статус во просторите кои што се на ЦСР, да имаме и камери, да се, значи да имаме и снимки, со што имаме ситуации кога странката ќе се повика или ќе се повика ќе го сослушаме од тимот, значи педагог, составен од педагог, психолог, правник и социјален работник. И после тоа ние ќе носиме решение, ќе се слушаат двете страни и децата. И после решението едната страна ќе не се луди, тоа секогаш никако на нас социјалните тоа никако правило не знаеме. Одма од денот кога ќе носиме решение дека другата страна, една страна ќе носи жалба. Со што добро да ги имаме тие докази, да ги приложиме и до кај нив, но не како форвард верзија да направиме. Туку повели со случај ги, значи твоето дете што ти вика дека цело време те сака, он не те сака навистина. Он те сака пошто има некаква одбивност, да кажем, или се плаши од тебе, па ќе ти каже тоа што не му стои во срцето и према педагогот и психологот, значи они гледат која релација стои меѓу таткото и мајката и врз тоа ние носиме и решение. А цело време, пример, ја гледам и во медиумите што точно се зборува, а не е вистина. Кога ќе влезеш токму во материјата, тогаш ќе гледаш дека не е баш така како што делува. Еве за крај едно прашање да го заокружиме овој разговор. Која ти е тебе највисоката етичка вредност, пошто по кој животно мото се раководиш во животот кога ги носиш одлуките? Мислам и за твојот живот како етички субјекти во приватната сфера и како човек, меѓутоа еве и сега како вршител на должност на една многу значајна институција, што прво помислуваш кога треба да донесеш одлука? Дали таа одлука ќе биде добра, дали таа одлука ќе биде корисна, кој е тој етички параметар што го употребуваш како човек и како личност која носиш одлуки? Имајќи предвид институцијата што ја водам, значи имаме ранливи категории, со што во никој момент не смееме да носиме решение емотивно, со емоции, пошто во големи случаи значи судбината за рекоње семејство се води по нашето решение. Но тоа како што спомнав пред малце, значи таму се поставени професионалци, почнувајќи од социјалниот работник, правникот, педагогот и психологот. Но мојот код, да кажам така, пошто збориме за ранливи категории, имаме и сиромашни и богатни. Но за мене лично богатиот, тој што има пари, да кажеме, ако е во неправдина, тој е сиромашен. И обратното од тоа, тој што е сиромашен, ако е во правда, тој е богат за мене. Пошто човекот од надвор може да делува богат се, но пред се треба да гледаме срцето и што зборови произлегуваат од неговите липти, уста, да. Го разбираме липти сите. Да. Хамза, ти благодарам за овој прекрасен разговор. Се надевам дека со заеднички сили ќе успееме да доведеме во ред и да ја уредиме многу работи и многу аспекти. До тогаш ти посакувам да ги оствариш сите своји цели и она што го кажа како визија и мисија, навистина мислам дека ќе покрене еден добар напредок општествен и за самата институција и јас сметам дека тоа во најкосможен рок треба да се испочитува, да се сослуша од надлежните органи и да се одлучи во твоја корист. Фала многу уште еднаш. Ке истакнам уште еднаш, дојден сум не за промена, пошто промена човекот кога ќе направи може да сгреши, за да се удобри ситуација моментално што е. Така да оставиме се на времето, па да видиме кај сме и што сме и на крајот како ќе излеземе. Фала многу уште еднаш, ви благодарам за поканата. Благодарам и тебе. Бети, добре дојде во емисијата Мој збор, ти благодарам што ја прифати поканата денеска да разговараме за повикот социјален работник. Како мал вовет, еве ќе го цитирам и она што Хамза, директорот на Центарот за социјална работа, го кажа во еден одговор, дека е многу важно кога се работи системски и тимски да се направи
првичната проценка стручна на ризик за еден проблем. Социјалниот работник мислам дека е носител на сите работи кои што се однесуваат на социјалната работа и на социјалната грижа. Од твоето долгогодишно искуство во Центарот за социјална работа ме интересира да ни објасниш еве и на мене и на гледачите и на јавноста како социјалниот работник од Центарот за социјална работа ја прави проценката на проблемот, кога некој ќе се обрати странка за проблем, што е прво и што е клучно што социјалниот работник го става на проценка, еве така да се изразам. Пред да започнам со објаснување која е улогата на социјалниот работник, прво би сакала да објаснам што воопшто опфаќа социјалната работа и што представува социјалниот работник како една целина, па за да можеме следствено да дојдеме до тоа што значи, односно како социјалниот работник доаѓа до заклучок и како ја прави таа процена на ризик. Во областа на социјалната работа, преку различни социјални теории, се обидуваме да ги разбереме човечките проблеми и сите оние ситуации во кои што се судира секојдневниот човек, состојби на кризи во кои што се наоѓа, како и начинот како тие умеат да излезат од нив. Целокупната состојба, односно благосостојбата на секој граѓанин ја отсликува сликата на општеството во целина. За сето тоа битна улога има социјалниот работник и сето тоа што ќе го презема. Социјалниот работник може да делува во повеќе области од сферата, како што се социјалните проблеми со кои што се судираме. Може да делува во образованието, може да делува во медицината, во здравството и сето тоа ја дава една генерална слика за општеството и за проблемите кои што се случуваат во општеството. Синонимот за социјална работа е хуманост. Значи, хуманоста е во основата на сите нас. Хуманоста е нешто што постои со години и е основната клетка на секое понатамошно действие што се превземало од давнина па до ден денешен. На тој начин се јавила потреба да социјалната работа прерасне во една научна дисциплина и како таква се изучува некаде при крајот на 19. век. Постојат социјални работници кои што работат во различни бранши и кои се специјализирани во одредени бранши, односно во одредени проблематики на она што го работат и го действуваат, како би можеле да дадат одреден бенефит и на одреден на правилен начин да помогнат да се реши проблемот на секоја странка зависно од тоа што го чувствува. Пред се морам да напоменам дека социјалната работа е мултидисциплинарна и е базирана на една научна основа. Луѓето бараат помош од социјалните работници затоа што се наоѓаат во ситуација на криза. Ситуација на криза секој од нас може да добие и да се најде во текот на својот живот. Тоа може да биде состојба на криза од сиромаштија, состојба на криза од невработеност, состојба на криза на развод на брак, старење, несакана бременост, може да биде во постапка на развод на брак, малолетничка деликвенција, наркоманија и сите можни други действија кои што можат да влијаат негативно на благосостојбата, па поради тоа социјалниот работник е тој што превзема една сеопфатна и целокупна работа во зависност од дејноста, односно од проблематиката. Со еден збор, социјалниот работник треба да биде одреден водич на граѓаните низ тешкотиите или вака популарно кажано адвокат на граѓаните во одредени нивни проблеми. Како се решава и како се врши процената? Преку стручна работа со корисниците, преку социјалната заштита, водени од принцип на транспарентност, од почитување на правата на корисниците, чување на професионална тајна, чување на сите тие тајни што ќе се добијат во текот на разговорот и во текот на постапката. И најбитно се земаат мислења и факти од сите други стрични лица и институции инволвирани во постапката. Со однос на тоа дека станува збор за
ајде така да го наречам, делумно интимен однос кој што го има социјалниот работник со странката, во смисла дека се споделуваат тука и некои приватни проблеми, интимни проблеми кои што ја задираат длабоко приватноста на странката. Можам да кажам дека, како што и ти истакна, дека принципот на доверливост и чување на службената тајна се едни од најважните кога станува збор за социјалната работа. Мислам дека тој однос треба да се гради на доверба помеѓу социјалниот работник и помеѓу странката, односно граѓаните што е засегнат и на кој што му е потребна помошта од социјалниот работник. Како социјалниот работник да ја стекне доверба, така и странката, со однос на тоа дека веќе е во доволен ризики, можеби нема само доверба самата странка, можеби има прв контакт со социјалниот работник, не ги знае сите принципи и постулати на неговата работа, а сепак треба да изнесе многу приватни детали за својот живот. Како се постигнува тоа еден социјален работник да ни го каже? Средбата со странката, која се наоѓа во положба на социјален ризик, треба да биде во една мирна и смирена атмосфера. Социјалниот работник треба да поседува одредени социјални вештини, како што е емпатичност, толерантност и моќ на слушање. Значи, социјалниот работник треба секогаш да ја слуша странката, да поклонува доверба на незините изјави, она што го раскажува да е со крајна доверба кон истото, да не биде пристрасна, да не се зазема само едната страна со која што би се нанела свесна или несвесна штета на другите членови од семејството. Исто така посебно е битно да се добие наклоност и на останатиот дел од семејството, затоа што секој од нас не е само единка, а кога работи социјалниот работник, работи како со поединецот, така со семејството, така и ги користи ресурсите од заедницата. Многу е битно во разговорот да се следи и таа невербална комуникација која ја даваат, односно ја покажуваат странките, како и невербалната комуникација која што треба да ја има социјалниот работник, односно да е постојано афирмативен во однос на изјавите кои што ги дава странката, да ја потикнува. Често пати странките, зависно од ризикот во кој што се наоѓаат, не се спремни веднаш да го раскажат својот проблем. Или може постои траума од доживеаното насилство, каде што медицински истата не може веднаш да се произнесе, па е потребно време првично таа да ја почувствува безбедноста, па да потоа може да зборува. Но улогата на социјалниот работник, односно вештината на социјалниот работник, е во тоа да остави простор, не поставува прашања кои што ќе бидат од затворен тип, да може да ја поседува таа способност да продре во странката, а при тоа да и пружи една одредена сигурност како таа понатаму ќе може да продолжи, да ја стекне довербата и да се чувствува сигурно кај социјалниот работник, затоа што на крајот од денот социјалниот работник е задоволен, затоа што ние покри тоа што сме професионалци, професијата ја одбираме затоа што можеби на некој начин сме емпатични во вистинска и во права смисла на зборот, така да сакаме и да има позитивен исход, и да е согласно законските прописи, но и да сме ние задоволни од тоа што некому сме го подобриле квалитетот на живење, сме помогнале во таа одредена ситуација да ја надмине и да продолжи како здрава единка понатаму. Која е функцијата на социјалниот работник? Ми се чини и претходно го спомнав тоа како еден мој впечаток го изразив во едно од претходните прашања, дека луѓето навистина не знаат кога е време и за кои проблеми треба да се обратат кај социјалниот работник, ниту мислам дека можеби знаат што звањето социјален работник значи и кои се аспекти од животот ги уредува, на кои аспекти од животот да кажем обрнува внимание и која е неговата вистинска функција. Ајде да објасниме што прави социјалниот работник. Кога ќе отидете во центар за социјална работа или друга установа каде што има социјален работник, што може граѓаните да очекуваат од пристапот на социјален работник и што тој може да им го понуди како еден тип на услуга, ајде да кажем. Од сето ова кажано, која е улогата на социјалниот работник? Можам да кажам голема, ако некој пратеше што се е и како е работата на социјалниот работник, практично е голема. Точно е дека многумина не знаат и ја мешаат со други профили и струки, но социјалниот работник е секогаш линкот помеѓу граѓаните,
линкот помеѓу граѓаните и заедницата, односно и другите институции, водител низ советувалишта, низ давање услуги, начин на кој што ќе помогне на секој лице кој што се нашло во одреден социјален ризик да го надмине и полесно да го помине. Која е улогата на социјалниот работник во меѓуопштинскиот центар за социјална работа? Клучна, можам да речам. Значи, социјалниот работник во меѓуопштински центар за социјална работа ги застапува странките по право на остварување на одредени права, како што се права на минимална гарантирана помош, права на детски додаток, права на помош и нега во домот, одредени права за деца со посебни потреби. Исто така, улогата на социјалниот работник во Центарот за социјална работа и од одредени услуги. Услуги во делот на брак и семејство, разводи на брак, доверување на малолетни деца, регулирање на видување со родителот со кого што децата не живеат, посвојување на деца, малолетничка деликвенција, згрижување на деца без родители и родителска грижа во згрижувачки семејства. Во рамките на центарот постојат и дневни центри за лица и деца со попречености. Така да улогата на центарот, односно на социјалниот работник во центарот е да превенира, да заштитува и да помага на граѓаните преку користење на услугите кои што ги дава центарот како јавна установа, преку законските прописи и преку методологијата на работа. Бети, ти благодарам што ни ја представи работата на социјалниот работник и од тоа што го кажа како дефиниција и таксативно ги набраја сите функции и улоги кои што ги остварува социјалниот работник, можеме да заклучиме дека навистина е клучна професија и еве апелираме да се прошири и листата на присутни социјални работници во други установи, не само во Центарот за социјална работа, туку да бидат поприсутни и подостапни понапосредно на граѓаните и во некои други јавни установи. Благодарам уште еднаш за денешниот разговор. Ви благодарам и на вас на поканата, преку која нели ќе успееме до граѓаните и до вашите гледачи да доловиме која е улогата на социјалната работа, која е улогата на социјалниот работник, правата, односно услугите и правата кои ги испорачува Центарот за социјална работа, како и се надевам дека заедно со помош на нашиот сегашен директор Хамза Амети ќе успееме да постигнеме уште многу повеќе, како и сам кажа директорот, во областа на социјалната заштита, во областа на одредени права како на нас вработените, а со тоа и подобра услуга и до граѓаните кои што ги користат нели услугите и правата од Центарот за социјална работа. Ви благодарам. Благодарам. Како една од клучните институции во сите држави кои што се држави на благосостојба, односно имаат социјален систем на државно уредување, центрите за социјалната работа се секако едни од најважните институции и затоа е од исклучително значење да имаат и да уживаат висока доверба помеѓу корисниците на услугите, а за да уживаат висока доверба, секако корисниците на услугите и широката јавност треба да се едуцира со сите услуги кои што ги нуди Центарот за социјална работа и секако да знае во кој момент и на кој начин да побара помош, меѓутоа и за кои своји проблеми се може поединците и граѓаните да се обратат во институциите кои што се занимаваат со социјална помош и социјална грижа. Вие го проследевте мојот денешен разговор со Хамза Амети, директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Скопје и со социјалната работничка Бети Живадиновиќ од истоимениот центар. Јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме!